Добро вечер во 360 степени на прва. Прво генералната најава. Парализирана агенцијата за пристап до информации од јавен карактер. 3 месеци не работи сајтот. 3 месеци не земаат плата и не работат вработените, а исто толку време институцијата не постапува по жалби. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Дури вчера надлежната собраниска комисија утврди кандидат за нов директор. Кој е и што може да се очекува од него? Потребата за реконструкција на овој објект се појави во 2020 година. Поминато е двојно повеќе време од првично предвиденото за реконструкцијата, а на терен на работата не и се гледа крајот. Службата за општи и заеднички работи, чиј што е тендерот, нема преземано никакви санкции во смисла да го раскине договорот или да ја наплати гаранцијата и така натаму, исто тоа да ги заштити јавните средства. Група модни дизајнери од Шведска, Литванија, Финска, Данска, Норвешка и Македонија тргнуваа на пат низ земјава под мотото зелена и одржлива мода, нордиско-балтичка приказна. The focus is particularly on green, sustainable fashion. Ке се подготвили Скопје навреме за Европска престолнина на културата во 2028. Се прокламирало можеби и повеќе од она што треба. Почнуваме со сториите. 3 месеци откако заврши мандатот на претходниот директор и откако вработените последен пат земале плата и сработеле нешто, собранието утврди предлог за нов директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Но иако станува збор за едно од главните системски алки задолжени да ја гарантираат транспарентноста на владата и на другите јавни институции, на седницата на надлежната комисија немаше ниту збор дебата, ниту од власта, ниту од опозицијата. За случувањата во парламентот и за штетите од неработењето на агенцијата од Михаил Милошевски. Транспарентноста е ветување на секоја, па и на актуелната влада. Транспарентноста не е еднонасочен процес. Ние како влада сме подготвени да работиме отворено и одговорно. Но и сите вие сте клучниот дел од оваа приказна. Повикувам да бидете активни, поставувајте прашања, барајте одговори и давајте препораки. Денес, вака изгледа интернет страницата на можеби главната институција што треба да ја гарантира транспарентноста. Агенцијата за заштита на правото на пристап до информации од јавен карактер. 3 месеци не работи сајтот. 3 месеци не земаат плата и не работат вработените, а исто толку време институцијата не постапува по жалби. Има ли светло на крајот на тунелот? Утврдување предлог одлука за именување на директор на Агенцијата за заштита на право на слободен пристап до информации од јавен карактер. Единствената точка на вчерашната седница на Собраниската комисија за прашања на изборите и именувањата беше утврдување предлог за директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Институцијата е без директор од 25 декември 2025 година. Од претходно немаше ниту заменик. Се предлага Петар Гајдов, дипломиран правник со положен... Без некој да образложи како и зошто, првиот човек на Собраниската комисија го предложи кандидатот Петар Гајдов, па дури изуми да отвори расправа за него со другите пратеници. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Односно, отворам расправа за не бара некој збор, извинете. Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Излезе и дека навистина немало потреба од расправа. Пратениците од власта кренаа рака, без да кажат ниту збор за кандидатот кој го поддржаа. Пратениците од опозицијата не кренаа рака, но и тие одмолчаа. А ниту беше еден кандидат, ниту требаше да се утврди само предлог за директор. За огласот за директор на агенцијата беа пријавени сега веќе избраниот Петар Гајдов, доскорешната директорка Пламенка Бојчева и Миле Стојановски. Имаше и оглас за заменик директор каде беа пријавени лицата Фатмир Зимбери, Исмет Сельмани, како и повторно Пламенка Бојчева и Миле Стојановски. По завршувањето на седницата го прашавме Сајковски зошто не избраа предлог и за заменик, кога веќе имаше 4 кандидати пријавени за позицијата. Ние ќе распишавме, односно дадовме предлог за нов конкурс, нов оглас за заменик директор, бидејќи од предложените кандидати немаше кандидат кој што може да биде на позицијата
не исполнуваш услови за да биде на позиција заменик директор. Но како е воопшто можно ниту еден кандидат да не ги исполнувал условите, кога меѓу нив, на пример, се најде и поранешната директорка на институцијата Пламенка Бојчева. Господјата била директор, се кандидира и за директор и за заменик директор, меѓутоа не ги помина филтрите на Комисијата за избор и именување, за да може да биде предлог за ниту за директор, ниту за заменик директор. Сајковски не даде конкретен одговор кои се филтрите кои не ги поминале Бојчева и другите кандидати. И така, Собраниската комисија испрати предлог кој треба да биде потврден на пленарна седница. Избраниот предлог за директор Петар Гајдов е дипломиран правник. Од 29 предмети во неговото факултетско уверение, за 16 има оценка 6, а просекот му е 6,69. Кариерата ја почнал кај фотографот Ѓорги Гајдов, па во фирмата Крин Комерц. Од 1997 до 2002 нема работен стаж. Од 2002 до 2004 работи во Основниот суд Скопје 2, па по 3 години без стаж се вработува во општина Аеродром. По 14 години работа таму, во 2021 година се сели токму во Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Во моментов е државен советник за правни работи во оваа институција. Побаравме коментар за неговиот избор за предлог за директор, но во телефонски разговор ни рече дека ќе го почека исходот од пленарната седница. Непосредно пред седницата разговаравме со поранешната директорка и кандидатка на сегашните огласи за директор и заменик директор Пламенка Бојчева. Таа вели дека пред да замине од функцијата, се обидела да ја заштити институцијата. На дел од вработените им дадов задолженија со тоа што еден вработен требаше да ги распоредува предметите, да се грижи за постапувањето под нив, да ги подпишува жалбите. На друг дадов овластување за подпишување на плаќањата, за реализација на плаќањата, за подпишување на платата. Како што имам сознание, вработените сметале дека не треба да постапуваат по тие овластувања, се довело во прашање легитимитетот на тие овластувања со оглед на фактот дека мене како директор на институцијата ми престанува, ми заврши мандатот и фактички од тие исти причини, значи воопшто не функционира институцијата. Кога ја снимавме оваа изјава, не беа објавени имињата на кандидатите за прв човек на агенцијата. Бојчева уште тогаш апелираше да се избере директор час поскоро, кој да биде тој. Во изминатите 3-4 месеци, откако што начело на институцијата нема прв човек, се во голема мера девалвирани, односно институцијата во голема мера ги изгуби своите позиции кои што ги имаше во нашето општество, а постоењето и работењето на оваа институција е од голема важност за остварување на човековите права, бидејќи правото на пристап до информација од јавен карактер е едно од ако не и основно човеково право загарантирано со Уставот на Република Северна Македонија. Првиот човек на Собраниската комисија за избори и именувања сепак ја обвини токму Бојчева за тоа што институцијата остана неколку месеци без директор. Најнапред е грешка на тогашниот директор на институцијата што не поставил овластен подписник и што не навремено го извести собранието. Веднаш по добивањето на одлуката за, односно по добивањето на информацијата дека истече мандатот на директорката, на таа институција собранието или Комисијата за избор и именување распише оглас на кој што оглас пропадна бидејќи не исполнува условите кандидатите кои што беа тогаш на таа селекција. Програмската директорка на Метаморфозис Данче Даниловска-Бајдевска вели оти во целиот процес загрижува фактот што собранието не делуваше побрзо и поефикасно, туку по инерција. Остави 3 месеци агенцијата да остане нефункционална. На крајот на 2024 започнавме со измени на Законот за слободен пристап и сега сме 26-та. Ние уште во април месец бевме спремни како работна група со предлог измени на Законот за слободен пристап, кои што и беа поставени на платформата за консултација со засакнатите страни. Тоа е ЕНЕР, но исход нема. Законот е оставен или заглавен негдека помеѓу владината и собраниската процедура
и тоа значи дека она на што работевме пред година и пол за да бидеме уште подобри, а тоа се скратени рокови, побрзи, зголемени надлежности на агенцијата во однос на прекршочната постапка ако не постапуваат првостепените, седат негдека измеѓу институциите и измените не се донесени. Таа вели оти загрижува трендот на зголемување на бројот на жалби кои пристигнуваат до агенцијата, а констатацијата оти над 60% од жалбите кои пристигнале во агенцијата се поради административен молк, покажува оти земјата е далеку од посветена да се биде транспарентен и отчетен. Да не заборавиме, агенцијата е прекршочен орган, значи може да поведе постапка против одговорните лица на институциите и службените лица и тоа се е оневозможено во моментов и затоа не сме да си дозволи собранието да биде споро во носењето на одлуката, односно во именувањето на директор и заменик директор. За нас како граѓанско општество, за новинарите и за граѓаните, пак ќе повторам, ова уставно загарантирано право значи дека ако ви ограничено имате проблем во владењето на правото во државата, во доброто управување, тоа не се добри индикатори. Додека се чека и официјалното именување на Петар Гајдов за нов директор, агенцијата и понатаму останува во институционална хибернација, без да ги обработува барањата, но и без плати и функционален вебсайт. Следната тема. Ќе постапиме согласно позитивните законски прописи и интересите на државата. Ова сумирано и поедноставено е одговорот на Владината служба за општи и заеднички работи на нашето прашање дали ќе активираат банкарска гаранција или други механизми за заштита ако и по 2 продолжување на рокот за изведба не заврши реконструкцијата на стариот објект на Комерцијална банка, сега во државна сопственост. Неодамнешниот извештај на Невладиниот центар за граѓански комуникации за тендерот за реконструкција на објектот покажа дека досега се потпишани фантастични 51 анекс на основниот договор. Кој да сгрешил во проценките, нарачателот, изведувачот или проектантите, едно е јасно. Сметката ќе ја платат граѓаните. Галена Николовска-Ризвановиќ. Покрај кеот на Вардар во центарот на Скопје, меѓу малкуте објекти кои не добија барокна фасада, се наоѓа така наречената Палата Асном, кај скопјани попозната како старата зграда на Комерцијална банка. Потребата за реконструкција на овој објект се појави во 2020 година, кога се запалија простории во кои беа сместени Државниот инспекторат за животна средина, тогашниот секретаријат за европски прашања и Државната информативна агенција МИА. Станува збор за стара комерцијална банка која што внатре е преградена со секакви ходници, со секакви гипс картони и стаклени врати. Во моментот внатре не работи ни еден хидрант, ни една хидрантска мрежа, значи тоа ни представуваше поголем проблем затоа што не можевме да го затвориме пожарот од внатрешна страна, моравме преку прозорот од оваа страна со кршење да влеземе. Никој не одговараше за пожарот. Требаше да поминат дури 2 години за во октомври 2022 година Службата за општи и заеднички работи на владата да објави јавен оглас за реконструкција на објектот. Од 4 пријавени фирми во април 2023 година СОЗР склучи договор со фирмата Bauer BG. Вредноста на потпишаниот договор беше 6,6 милиони евра со ДДВ. Во членот 4 двете страни се договориле дека цените во текот на цело време трајање на овој договор ќе бидат фиксни и нема да подлежат на корекција по било која основа. А во следниот член 5 е прецизирано: доколку во текот на изведување на работите дојде до одредена промена на утврденото во предмерот, конечната вредност на договорените работи ќе се утврди врз основа на поединечните цени утврдени со овој договор и стварно изведените работи потврдени со градежната книга. Договорот предвидел реконструкцијата да заврши за 18 месеци по добиениот налог од нарачателот, а време траењето на договорот е 3 години. Поминато е двојно повеќе време од првично предвиденото за реконструкцијата, а за неколку дена ќе изминат и првично предвидените 3 години важност на договорот. А на терен, на работата не и се гледа крајот. Следната бројка не е грешка. По склучувањето на оригиналниот договор, Службата за општи и заеднички работи потпишала 51 анекс со изведувачот.
Со тие анекси рокот за изведба е продолжуван 2 пати, а вредноста на целата реконструкција е зголемена за 2,1 милиони евра, односно за 32% од првично договорената сума, која изнесуваше 6,6 милиони евра. Анексите и целата јавна набавка ги истражуваше Центарот за граѓански комуникации. Во конечните наоди, вели Герман Филков, дошле до заклучокот дека анексите се правени само за непредвидените работи кои се јавиле на градилиштето и за така наречените вишоци, изведени работи што ги надминуваат договорените количества на работи. Во анексите ги нема кусоците, односно договорени количества на работи кои на крај излегло дека не треба да се завршат во првично предвидениот обем. Кусоците се евидентирани, тоа го дознаваме од извештаите на надзорот, меѓутоа не се пребивани и за нив нема направено анекси, така што остануваат само овие вишоците и зголемувањето на вредноста. Инаку, ако се пресметаат вишоците, непредвидените работи и кусоците, тоа ја менува за 49% го менува основниот договор, што може би и најстрашното во овој тендер, што се коси со одлуката на Судот на правдата на Европската Унија, кој што вели дека еден договор за јавна набавка не може да претрпи суштински измени, односно измени кои што ако би постоеле на почетокот, може би некој друг би го добил или би се квалификувал за добивање на овој тендер. Но тендерот е проблематичен и по други основи, посочува Филков. Например, не се објавени сите документи. Имаме проблем со нееднаков третман можен, со нетранспарентност, не се објавени овие сите документи и крајно за фирмата изведувач, иако во договорот има одредби, Службата за општи и заеднички работи, која што е инвеститор, односно чии што е тендерот, нема преземано никакви, да кажам, никакви санкции во смисла да го раскине договорот или да ја наплати гаранцијата и така натаму, и со тоа да ги заштити јавните средства. Зошто СОЗР нема активирано банкарска гаранција или исплата на договорна казна од фирмата изведувач поради доцнење? На ова прашање од владината служба добивме одговор кој индиректно вината ја префрла на проектирањето. Неизвршувањето на договорните обврски од страна на изведувачот е последица на исчекувањето на изработката на новите технички решенија за одредени фази кои се неопходни и кои влијаат на функционалноста на објектот. За констатацијата во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации дека според досега склучените анекси е прекршен законот за јавни набавки со надминување на вредноста на тендерот, од СОЗР велат дека таа состојба ќе се промени откако и формално ќе се засметаат кусоците. Службата за цело време трајање на договорот води сметка вкупната вредност на измените на договорот за јавна набавка да не надмине 20% од вредноста на првичниот договор. При тоа во овој процент од 20% кој не треба да ја надмине вредноста на првичниот договор, освен дополнителните и непредвидените работи, се засметуваат и преостанатите непребиени вишоци. Согласно професионалните практики, вишоците и кусоците меѓусебно се пребиваат и се внесуваат во градежната книга што ја води изведувачот на работите, велат од СОЗР. Се прави со потврда од надзорниот инженер. Но самиот факт дека има огромни кусоци и вишоци, според Герман Филков, уште повеќе ја истакнува потребата за повнимателен пристап во фазата на планирање на јавните набавки. Ако имало толку проблеми во проектот, треба проектантот да се земе на некаква одговорност. Зошто се настанати тие проблеми? Исто така, по ревносна контрола во спроведување на договорите од страна на самиот договорен орган, односно на тој што ја прави набавката. Имаме надзор, да, меѓутоа и тие извештаи на надзорот, ние често ги гледаме извештаите на надзорот, констатираат работи кои што навреме е лоциран проблемот. Значи можело да се навреме да се делува за да не понатаму тој проблем се продлабочува, односно да се најдат начини за негово решавање. Според извештаите од надзорот до кои дошле од Центарот за граѓански комуникации, досега се завршени малку повеќе од 60% од работите. Дали ќе се стигне новиот рок за финализирање на работите, јуни 2026 година, нема да се чека долго. Има само уште 3 месеци до тогаш.
На нашето прашање до СОЗР што ќе преземат ако повторно се пробие рокот за реконструкција на објектот, не добивме дециден одговор, туку општ став дека ќе се постапи согласно законските прописи и државниот интерес. Гледате 360 степени. Производство на големи количини ефтина облека што ги имитира актуелните модни трендови. Грубо, ова е дефиницијата за така наречената брза мода, тренд со растечки негативен одек поради прекумерната и неконтролирана употреба на ресурси. Спротивниот, исто така растечки тренд е наречен одржлива мода, чиј фокус е намалување на загадувањето и заштита на ресурсите при производство на облека. Што значи тоа и како може да се примени, деновиве споделуваа група домашни и дизајнери од нордиските и балтичките земји. Конечниот резултат од оваа соработка треба да биде представен преку изложба во рамки на предстојниот моден викенд во Скопје. Хекура на Кифи. Понеделник наутро. Локација во строгиот центар на Скопје е збирно место за тргнување на една за домашна навики невообичаена група. Група модни дизајнери од Шведска, Литванија, Финска, Данска, Норвешка и Македонија тргнуваа на пат низ земјава под мотото зелена и одржлива мода, нордиско-балтичка приказна. Што очекува пред почетокот на патувањето, ја прашавме Тува Самуелсон од Шведска, креатор на шаблони и 3D дизајнер. For today I have my workshop, which is it's going to be very exciting too, and to meet the students and well also to see the new cities and the local artisans that we're gonna visit today. So it's a lot of things that we're doing. It's a very tight schedule and everything, and I really like that because I want to see as much as possible and learn as much as possible. I think that's like one of the reasons for the project, and see how you can learn how to work more sustainable with fashion, design, arts and crafts, and learn from each other. And that's what I'm very excited about, to learn more about. Одржлива мода е тренд кој се спротивставува на расширената пракса на брза мода, производство на големи количини облека со низок квалитет кои ги имитираат модните трендови. Скопјанката Андреа Танасов, која има завршено факултет за моден дизајн во Италија, вели одржливоста е најважна. Очекувам да има убава размена на работите што ние самите ги правиме. И убаво е што има мешавина и на локални дизајнери и од нордиско-балтичките земји. Одржливоста е, мислам, најбитна моментално за нашиот свет и пробуваме во секој момент да ја имплементираме, да ја користиме. Целата борба е против брзата мода, што прави огромна штета на светот. Со две комбиња, мешаниот состав на дизајнери од центарот на Скопје тргна кон градот, кој е синоним за македонското конфекцијско производство Штип. Првата станица таму им беше Средно текстилно училиште Димитар Мирасчиев. Тува Самуелсон на учениците им објаснуваше како со помош на дигитални алатки може да се заштеди и материјал и време при правењето на мостри. Дури и да ја произведува со нула отпад. Sometimes you think, oh, I'm going to make a dress in this kind of fabric, and then when you start sewing, you realize, oh, this doesn't work. I can't do this, and it doesn't fit. And for example, when you do a jersey, you need to reduce, or like a knitting, you need to reduce the measurements a bit, because maybe if you want it tight, and sometimes you don't know how much stretch you have in the fabric, and then you start sewing, and then it's too big, or it's too small. And this you can also test in Clo 3D. So basically, I don't have to make any samples. I don't have to make a lot of different sizes. It's very easy also to draft the patterns in this program, because if you do something wrong, you can just push Ctrl Z, and then it's erased and you can start over again.
На работилницата во средното текстилно училиште во Штип, освен средношколците, во клупа беше седнат и шведскиот амбасадор во земјава, Ола Сулстром. The focus is particularly on green, sustainable fashion, and our ambition is that this will foster both learning from both sides, Nordic and Baltic designers learning about the traditions and the creative industry here in North Macedonia, and Nordic-Baltic kind of designers teaching also and providing inspirations here in North Macedonia about the way we work with fashion in the Nordic countries and the Baltic countries, innovation, sustainability, and forward fashion will. In the short term, I'm really looking forward to see the results of these partnerships at the Fashion Skopje weekend in Skopje this weekend. But in the longer term, I'm also looking forward to see if these fashion partnerships can create innovation, fashion design, and perhaps, who knows, trade and cooperation between our two countries also in economic sense. Според директорката на школото, Димитар Мирасчиев, Марина Вардиновска, работилницата беше од корист за учениците, кои што и така се ориентирани кон технологија и компјутерите. Се надеваме дека ова би излегла и како многу добра можност за да можат учениците одблизу да видат со што се занимаваат текстилните индустрии и да сватат дека сето не започнува само со и не завршува само со машина на шиење, дека можат да ги развиваат своите знаења, вештини и на компјутерско усовршување на самите наставни планови и програми. По училиштето, следното во програмата беше посета на фабрика за облека во Штип. Тимот дизајнери ги пречека Албатрос, фирма која повеќе од 20 години работи со поголеми брендови. Представничката на Албатрос ги прошета гостите во просториите на конфекцијата. Интересно е да се осети младиот дух на дизајнерите кои што започнуваат своји линии, своји брендови. Тие, значи, од Македонското модно здружение ми пренесуваат дека се заинтересирани за да ги разгледаат производствата во Македонија, да видат можна соработка понатаму како за развој на нивните модели, така и за производство, сериско производство понатаму на производите. Со посетата на Албатрос заврши програмата во Штип. Пред да тргнат кон следната станица, Крушево, поразговаравме повторно со Тува Самуелсон. Овој пат за нејзините првични впечатоци во сооднос со нејзините очекувања од утрото. We don't really have that type of high school in Sweden, so it was very nice to be introduced to that, and then also to meet the students were very nice as well. They asked really good questions, and it was nice to listen to them and see how they work as well. I mean, they're learning right now the basic and the physical way of pattern making and fashion design, which you need to move on then to 3D and other ways of creating. So I did absolutely see a potential for 3D design, and I think they were some of them were excited to actually try and move on and maybe try more in the future. Групата потоа продолжи со активности во Крушево, Павол Питола, Струга и Охрид. Денеска се вратија во Скопје. Јас сум работил во Франција, нарочито со Тиери Мюглер. Во старата скопска чаршија, нордиско-балтичко-македонската група дизајнери ги привршуваа своите креации, инспирирани од одржливиот пристап и локалните традиции на изработка на облека. So what I've done is I've taken two sweaters and unraveled them completely into yarn like this. Like this used to be a sweater from Uniqlo, for instance. And then I've made it all into this new t-shirt and knitted it in a way that someone else can also take up this and unravel it into new yarn, so it creates this circularity aspect. Оваа модна креација се состои од повеќе од 80 парчиња облека, кои што се извадени од различни алишта претходно, кои што биле спремни за во ѓубре, но сепак јас со мојот проект ги рециклирам на тој начин што ги преобразвам во една нова модна креација и таа ќе биде изложена на нашата изложба во сабота на Моден викенд Скопје. Ен Шалинг Тофт од Данска за својата креација користеше природен материјал,
волна од норвешка овца. Крациите, вели, сака да ги испреплете со впечатоците од Македонија. I really think that we should just collab and we have talked so much together about oh, if you go to Denmark we can meet and then we can do this and this and that and if I go to Macedonia and I really want to go back to Rohit and just stay there a little while, create things, knit with cute people. Целиот проект е финансиски поддржан од Нордискиот совет на министри и е дел од програмата за соработка меѓу амбасадите на нордиските земји, која спроведува шведската амбасада во соработка со амбасадите на Норвешка, Данска, Литванија и Финска. Проектот го замисливме така да има неколку компоненти. Едната е едукативна, другата да биде експлоративна и следната да биде промовирање, да речеме, на некаква трговска соработка. Идејата е попат да ја видат нашата македонска богата традиција и култура и да се сретнат со занаетчи, да се сретнат со фабрики, да бидат инспирирани од тоа што ќе го видат, да го одразат во своите креации, меѓутоа со надеж и дека и некои трговски врски ќе се развијат од тие контакти што ги направија. Првиот видлив резултат од соработката ќе се појави веќе викендов во форма на изложба на модниот викенд Скопје. Шанса да ја види ќе има и општата јавност. Остануваме кај културата. Остануваат уште 3 дена до истекот на рокот за пријавување на првиот повик на град Скопје за проектот за Скопје Европска престолнина на културата 2028. Првиот повик веќе е задоцнет, признава Лазе Трипков, член на координативното тело кое во име на градот ги организира активностите. Но и задоцнет не е лошо, бидејќи малку недостасуваше Скопје да ја изгуби организацијата. Разговорот го води Владко Чаловски. Повикот кој што е сега пуштен, можеби е задоцнет. Јас сметам искрено дека е задоцнет, меѓутоа не можеше да се чека и не смееше да се чека. А од друга страна, многу ми е драго на оние неколку средби на кои што присуствував со европските фамилии, кои што морам да признам дека се фантастични, е фантастична можност не само за дружење, него и за размена на одредени искуства, каде што сите буквално функционираат како фамилија една. И размената таа која што постои, они на нас не пречекаа со толку голем ентузијазам, толку голема енергија беше споделена, заради тоа што сме успеале да го откочиме процесот, односно сме успеале да направиме одредено поместување и морам да признам дека неверојатен е интересот за сето ова и иако тој сегмент кој што претходно како тенденција постоеше во однос на битбукот, сепак не е јасен и не е дефиниран. Тој произлегува од различни интереси во тој период. Господине Трипков, со оглед на тоа што самата титула Европска престолнина на културата подразбира различни програми и инклузија на граѓаните, зборувам за деца, за помлади, за постари лица, за лица од малцинствата, како ќе се одвиваат тие програми и како тие ќе бидат дел од овој културен проект? Би сакал да направам само еден мал вовед на сето ова. Многу е битно тука временската конструкција да се дефинира, односно да се дефинира сето она што може би било претходно поставено како основа. Ние тргаме од битбукот, кој што е јавен и јавно достапен документ. Во тој битбук се поставени тие основни постулати кои што се доста битни. Тие постулати си остануваат како такви. Тоа е рамка една по која што ние мораме да се водиме и она што е многу битно, тука сите сме согласни, не е битно која провиниенција, дали сакате етничка, политичка и било како, сме согласни дека ова е она што нас ни треба и мораме да го направиме. Меѓутоа, во однос на програмата и програмските цели, тоа е нешто што ние не успеавме да демонстрираме јасна методологија на тоа што е рамката во која што ќе се движиме. Битбукот дава насока, така? Меѓутоа, како ќе ја поставите вие основата е исто така многу битно што понатака ќе барате во однос на програмата и ќе очекувате. Заради тоа што целите кои што вие ќе ги поставите како одредена
одреден услов во однос на партиципацијата тука, дали ќе биде на граѓански сектор, дали ќе биде на културен сектор, дали ќе биде инклузија социјална, културолошка, политичка, демократска, тоа сепак ќе зависи од таа методологија која што е многу битна и треба јасно да се потврди. Ние уствари приметивме дека во изминатиот период, на начинот на кој што функционирало телото, не е дефинирана јасна програмска целина и јасна програмска рамка. И тоа е нешто кое што неколку пати е нотирано од страна на ЕУ и во нивните извештаи и дополнително од страна на консултантите кои што дојдоа да ги обучат кадрите од моментот кога го превземавме на мандатот, за да може да ни дадат одредени согледувања во однос на процесите. И постојано се напоменуваше тоа каде се програмските цели, каде е јасната програма. Моментално телото, односно бордот, кој што е формиран 2 јануари 2025 година, кој што повторно во еден временски период од 11 месеци не успеал да надмине одредени предизвици, односи, релации и слично, сега има шанса да го артикулира тоа повторно. Значи, за жал, ние почнуваме со многу поголема динамика сега, брзаме тоа да го фатиме, заради тоа што тука е основата. Меѓутоа, основата поаѓаме од јасната методологија. Таа методологија мора да биде прецизно дефинирана. Таа методологија дали Скопје ќе продолжи како европска престолнина на солидарноста, дали Скопје ќе стане културолошки центар на иновации, на промени, на проекти, идеи и размислувања во однос на вештачката интелигенција и влијанието нејзино во уметноста, сепак тоа сето ќе зависи од, и од телото и начинот на согледување и визијата. Бидејќи на крајот на денот, што е што ние ќе го оставиме после 31.12.2028 година? Титулата Европска престолнина на културата беше подготвувана од Петар Чилегов, ја доби Данела Арсовска, ќе ја реализира Орце Георгиевски, ако зборуваме стриктно за самите градоначалници, па со оглед на тоа колку се има менувано самата програма, а со тоа е веројатно и буџетот. Мора да постои јасна рамка и точно прецизна дефинирана конструкција за што сведочат и мониторинг извештаите на Европска унија. Ако постои распределба одредена во однос на буџетирањето од страна на поделбата на мали, средни, големи градови, така исто и ситуацијата кај нас, повторно. За жал, тука можеби се злоупотребила неумешно таа возбуда од добивањето на титулата, па се прокламирало можеби и повеќе од она што треба благороднички да се настапи кон што све Скопје ќе направи или како град. За жал, никогаш не е понудена никаква гаранција за тоа. И тоа е големиот проблем. Ние за тоа имаме и една остра порака во однос на тоа, реално кон тоа што треба ние да се држиме. Да, рамката е јасна и градоначалникот, кога се спремаше за Брисел на 22 ноември, отиде со точна и јасна распределба према она што ние како град и заедно со владата може да партиципира во процесот. Оперативните трошоци во кои што влегуваат програмските и оние што се инфраструктурни трошоци, односно распределба. Знаете, ЕПК како една експецијалис, речеме, формулација, значи многу за градот да се случи онаа трансформација која што ни е потребна. Колку беше реално загрозена титулата пред да се одбрани во Брисел? Па сериозно беше загрозена, беше доведена под знак прашање, реално заради несоодветниот начин на кој што се работело и она што го напоменав и претходно. Ако тоа деливери тело или тоа тело кое што било формирано за да испорача, не испорачало, знаете, роковите се 5 години, реално од моментот кога ќе ја добиете титулата до кога треба да ја реализирате. Ние, за жал, сега имаме само 2 години, дури помалку од 2 години. Меѓутоа, мислам дека покажуваме сериозна желба и имаме сериозен пристап кон ова, да го унапредиме, да покажеме дека можеме да го реализираме. На крајот на денот сметаме дека ова е многу сериозен проект кој што може многу да донесе за самиот град, да го постави на мапата на градови. Приказната, како ќе ја раскажеме, зависи од сите нас. А во контекст на тоа,
23 април веќе ја организираме првата конференција на тема културата како алатка за урбана трансформација на градот, кај што ќе поканиме градоначалници од повеќе градови од Европа, меѓу другото и градоначалници на бивши европски престолнини, а и програмски директори, уметнички директори кои што биле дел од целиот тој проект, консултанти кои што ќе дојдат од дополнително во однос на европските престолнини и ќе имаме B2B и P2P сесии, на кои што заедно со UNDP ќе дискутираме, односно ќе отвориме многу теми кои што допрва ќе следат, односно ќе помогнат да се обликува градот. Содржина по содржина дојдовме до редовната содржина саботажа. Да се заборава нешто беззначајно и небитно е нормална човечка карактеристика. Но да не паметиш дека некому си му дал пари, а тој некој не е баш непознат. Не е вообичаено. Ако пак се работи за отсуство на таква меморија, кај лица кои сакаат да преземат сериозна функција и да предводат битката со корупцијата, тогаш тоа и би требало да биде проблем. Дали во последните години или и претходно сте биле финансирана одредена политичка партија? Тоа е 2016 година, јас вчера од медиумите го добив тој податок. Јас не се сеќавам пред 10 години. Во декември месец 2016 политичката партија ВМРО ДПМН поднесува извештај за предвидени парламентарни избори каде што вашето име може да се, тоест вашето име може да се види, дали може да потврдите дали е тоа навистина вашето име или некое друго лице со истоето име и презиме. Јас искрено не се сеќавам бидејќи се поминати десетина години. Од изборите на кои секогаш многу се ветува, изминуваат речиси 2 години. Ама изгледа никој не заборава на дадениот збор. Земјоделците си имаат дополнителна мака, бидејќи освен тогашниот кандидат, а сега шеф на ресорот во владата, тие со кои си ја пружиле раката, сега се со лисици на неа. Па нека дојде министрот да говори, па срамота ова. Гледа го тука кога лобираме, од лево седе тај, затворија го, се другиот што беше од десна страна тај го затворија. Едни вика Кочи Мицко, нека затвара, нека прави што ќе прави, нас да не прави, брат. Не бива ова, те сега си појдеме, сите си шушкаме што да прави. Ако тие што треба да го слушнат шепотењето не сакаат да чујат и да ги оправат, тогаш веројатно постои некој што не само што ќе го искористи моментот, туку ќе им го земе приматот и ќе им ги собере гласовите. Не станува збор за СДСМ, туку за некоја платформа, идеја, структура, ама која засега решава да функционира во тајност, како илегална келија. Енигма, некој таму сака да направи нешто. Не кажува кој и не сака што сака да направи. Само постои скратенката ДОС, а не знаеме од што е скратенка ДОС. Со оглед дека не е ниту саглам кратенката, а камоли нешто храбро, одважно и сериозно, време е да се престане со идеализација на нешто што ни не постои. А ако е така, тогаш треба да се почитува реалноста, таква каква што е, особено кога за неа говорат доаени кои за сите војводи го зборувале истото. Денешно во ВМРО ДПМН, начело со председател Христијан Мицковски, е најдобрата верзија на ВМРО и ВМРО ДПМН како персонификација на таа партија од формирање на 1890 година до денес. И Христијан Мицковски е најдобриот лидер. Тој е една институционална градба, неаргиосувачка, е направена на најдобрите материјали. Но не е секој согласен дека баш тој челичниот војвода и даскал е даскалот, бидејќи постојат и такви за кои отсуството на мустаки не значи дека некој не ја заслужува таа улога. Зоран Заев, сега да кажеме само нешто од падна муабетот, Зоран Заев е вистинскиот Гоце Делчев за Македонија. Зоран Заев ја стави Македонија во НАТО и ја направи Македонија трајна. И на крајот, што е трајно допрва ќе видиме, а во меѓувреме има и такви кои на сите, па и на само наречените даскали се спремаат да ми одземат дипломата. Во моментов мода стана да магистрираат и докторираат, јас сум убеден дека си ги немаат прочитано магистратурите и докторатите, да ти ја срам сега во моментов стана да кажеш магистар или доктор дека си. Ним сигурно не им е срам, а кажаното, наменски или неверојатно и не е со толку големо количество на нелагодност, штом се седи во истиот кабинет покрај најмалку двајца министри,
кои тоа додека се на функција се стекнаа со едно од овие научни звања. Завршува уште едно издание на емисијата 360 степени. Ве поканувам да бидете повторно со нас в понеделник од 20:15. Пријатно.